Како што Европа го има кочанскиот ориз со најдобри квалитативни карактеристики, така и Кина се гордее со таму познатиот и воедно најскап на пазарот Вучанг ориз, кој името го добил по градот околу кој се произведува. Меѓутоа, Кина произведува само 800.000 тони од оваа сорта, а троши неверојатни 10 милиони тони. Тоа значи дека повеќе од 9 милиони тони ориз кои се продаваат секоја година всушност се лажен ориз. И токму таков лажен пластичен ориз се нуди на полиците во супермаркетите во делови од Кина со години наназад. Измамата е откриена откако пластичниот ориз се нашол на пазарот во Индија, Виетнам и Сингапур. Дека не се работи за шега, туку за сериозен проблем, сведочат предупредувањата од стручњаците во тие земји кои поменуваат дека луѓето треба да внимаваат што купуваат, бидејќи доколку се изедат 3 порции од вештачкиот ориз Вучанг, тоа е исто како да сте изеле една пластична кеса, што е исклучително опасно за здравието. Оригиналниот Вучанг ориз е со специфичен вкус и посебен квалитет и затоа на пазарот се продава по тројно повисока цена. Токму цената била причина одделни фирми да започнат да прават лажен ориз со цел брзо збогатување. За да биде што повеќе налик на оригиналот, за неговата изработка се користени компири и отровни пластични полимери, со што бил речиси идентичен на оригиналниот Вучанг ориз. Разликата е во тоа што после варењето пластичниот ориз останува тврд и се разбира погубен за здравието. По 4 години труење измамата била откриена. Дури се пронајдени и илегални фабрики во Виетнам, каде што се прикажува целиот процес на производство на пластичниот ориз. За сега нема информации дека овој вештачки ориз стигнал на пазарите во Европа.